Во последните неколку години најконкурентен европски сегмент на пазарот на автомобили е сегментот Б, односно пазарот на субкомпактните возила. Сеат со новата пета генерација на Ибица сака да се наметне не само во рамките на групацијата Volkswagen, туку и пошироко, бидејќи имиџот на овој автомобил е повеќе од добар. Денеска го тестираме моделот во изведба FR со 1-литарски трицилиндерски мотор од 95 коњски сили. Ибица е најдолго продаван производ на фабриката Сеат. Денеска ја возиме неговата пета, односно нејзината пета генерација. Инаку Сеат како компанија повеќе време е тест полигон на групацијата Volkswagen. Па затоа и заслужи да новата Ибица ја има и новата платформа на групацијата, наречена MBQ-A0. Како што и низината номенклатура кажува, таа е наменета за помалите автомобили на групацијата. Имено на неа е поставено и новото Polo, ќе се употреби и за Audi A1. Тоа кажува дека Сеат Ибица е еден технолошки зрел производ кој треба да го надгради својот имидж кој го ужива на пазарот и да ја зголеми продажбата на компанијата. Инаку, еден од основите на овој автомобил е изведбата со 1-литарскиот мотор. Тој има 3 цилиндри и запатнина од 999 кубни сантиметри. Има две верзии. Ние возиме верзијата TSI со 95 коњски сили, но во изведба FR. FR изведбата, иако звучи спортски, таа нема врска со спортот. Таа има врска со нивото на опременост. Па затоа оваа Ибица делува извонредно атрактивно и од надвор и од внатре. Пред се поради интересниот дизајн на каросеријата, но и големите 17-инчни тркала на кои е поставена. Внатрешноста на Ибица е извонредно дизајнирана. Не може да кажеме дека се употребени најдобрите материјали, но според изгледот и допирот можам да заклучам дека материјалите употребени во Ибица се подобри од Шкода Фабија, но полоши од Volkswagen Polo, што е и потег за очекување. Но Сеат секогаш имал свој адут во ракавот, особено кога се зборува за внатрешниот дизајн. Па така и новата Ибица е доста покомотна и општиот впечаток е дека се возите во поголем автомобил. Благодарение на нивото на опременост FR имате и чувство дека возите далеку помоќен и поспортски автомобил. Она што на секој возач прво му паѓа во очите, тоа е инструмент таблата која доминира и не отстапува од зададените стандарди на групацијата Volkswagen. Но мене искрено многу ми се допаѓа на централната конзола големиот дисплеј кој има многу функции. За паркинг камери и за навигација треба да се доплати, но мене ми се свиѓа оние функции кои ги има на самиот дисплеј. Одлично се впарува со паметните телефони и скоро сите функции безпрекорно ги пренесува на дисплеот, а неговото управување е повеќе од интуитивно. Исто така Сеат во својата изведба FR за Ибица се потруди да даде една спортска нота и поголема возбуда за возачот, а тоа се гледа по
четирите модуси зададени за возење. Возачот самиот може да избере кој модус на возење ќе го вози. Дали е тоа еко, кој е извонредно штедлив, но однесувањето на автомобилот, односно на моторот, е изразено споро, реагира, како и е многу латентен. Потоа имаме нормален модус на возење, како и спорт, а за оние кои сакаат да направат свој сетап за возење, го имате и програмот индивидуал кој можете сами да го дотерате за функционирање. Но во спорт модот немојте да очекувате чуда. Сепак ова е TSI мотор кој има турбина и интеркулер, но има само 95 конски сили, има 3 цилиндри и работна зафатнина од 999 кубни сантиметри. Она за кое овој мотор скроен е економично возење и едно пристојно движење низ сите сообраќајни сценарија. Автомобилот кога го возите во модот спорт дава едно сосема поинакво чувство за управувачот. Пред се, управувачот е многу по-директен, по-прецизен, а респонсот на целата каросерија се чувствува дека е потврд, како да возите вистински спортски автомобил. Тогаш секоја нерамнина на патот ја чувствувате. Дури и тие вибрации се пренесуваат нагласено на телото на патниците. Но овој модус на возење ви дава едно чувство на по-линеарно забрзување кога е во прашање моторот и добивате еден попрефинет звук кој не алудира на трицилиндерски мотор. А за оние проверливите, секако постои и четврт модус на возење, наречен индивидуал, а него можете сами да го програмирате и сами да одредите како ќе функционираат електронските склопови на автомобилот. Во однос на својата конкуренција, Seat Ibiza е многу самоуверен производ. Да не набројуваме многу, но во самата компанија има дури 3 конкуренти. Исто така, не смее да се заборави Ford Fiesta, која е една од најдобро продаваните возила во сегментот. А секако дека не треба да ги заборавиме ниту француските и останатите германски производи кои се на пазарот. Сепак Seat Ibiza ќе биде добар избор за сите оние кои сакаат ниско седење, кои сакаат да се нурнат во автомобилот кога ќе влезат. Она што мене ми направи чудна реакција во главата, тоа е цената. Прв пат кога ја слушнав 15.900 евра, мислев дека е таа извонредно претерана и премногу напомпана цена. Но со по 4 дени проминати зад управувачот на Seat Ibiza, сваќам дека ова е фер понуда, бидејќи опременоста која ја нуди е на извонредно високо ниво. Седиштата на кои седите се исто така на високо ниво, како и дизајнот и спортското чувство. Па затоа, после извозени повеќе од 500 километри со неа во разни услови на возење, можам да кажам дека Seat Ibiza е добар избор и фер понуда што се однесува до квалитетот и цената.